Пристигна и првиот гостин овде во студиото 3 на Македонската телевизија и темата на која што ќе разговараме со него. За 4 години двојно е зголемен бројот на несреќени деца во Македонија, вели извештајот на УНИЦЕФ. Сериозно голем процент на млади пројавуваат и психолошки проблеми за кои што е потребна помош од стручни лица, но велат институциите не секогаш се отворени за соработка. Ова се само дел од темите кои што ги дискутираме со доктор Ангел Чандоновски. Сега веројатно докторе, добро утро и добре ни дојдовте. Сите ќе се прашаат зошто и од каде, па ние со педијатри разговараме оваа тема, но ако имаме предвид дека и ние родителите, но и дечињата на помала возраст се многу често во контакт со вас, тогаш веројатно тука лежи и одговорот што се педијатрите може да видат. Па вака, прво, многу интересна тема на која што поканивте, многу актуелна во последниот период. Ја би рекол и со години е актуелна темата, но немаше кој за оваа тема да разговара на вистински начин. Бидејќи требаше да се оформи една убава група од страна на педијатри, психијатри, логопеди, дефектолози, психолози, сето она што сочинуваат еден вид на тим кој што може да работат со децата. Во Македонија има таков тим, има таква институција, несомнено дека јас сум дел на таа институција, тоа е Заводот за ментално здравје кај деца и младинци младост, или Старо Симпо, како и да е. Тоа е навистина еден тим кој што постојано е на врвот на својата задача и постојано работи со оваа проблематика. Да, во последно време ќе кажам дека и некои други несакани моменти се јавуваат во патологијата што пројавуваат децата, а тоа се длабоката депресија и стресот, нели, на некој начин, кој што ни стана и составен дел на работењето покрај сите други работи кои што се наша работна патологија. Се надоврзувам на ова што го кажавте во моментов. Што кажува за нас како општество податокот дека околу 50% од младите и децата се чувствувале потиштено и тажно долг временски период? Видете, сето тоа е настанато од многу чинители во целава ситуација. Јас ќе кажам дека само како еден факт кој е вистина и кој што е истражуван и порано и сега повторно само надополнувам информации, дека сето потекнува од детството. Целата таа промена која што настана и во денешново време го гледаме со преку фактот дека децата станаа зависни од екраните. Екранизмот во најмладите години доведува да подоцна сите овие проблеми, како што се говорот, псевдоаутизмот, аутизмот, промените во однесувањето, па дури и сите перваздивни расстройства, па дури тука и стресот и депресијата ни стана составен дел на нивното живење. Сето она што го гледаат таму, тие го репрезентираат и во околината и во средината. Несомнено заради тоа големите и богати држави дури почнаа да ги укинуваат одреден вид на социјални мрежи или да не може да се користат до одредена возраст. Мислам дека самиот квалитет на нивното живење доста настана изменет за време на ковид кризата, кога беше, да кажеме, еден составен дел на секое наше живење изолацијата, кога настана да сме асоцијални типови, нели, поготово па децата, да го нема она нивното мешање, нивната дискусија, нивните размени на мислење и така натаму, а со тоа и самиот факт на затварање на една личност во еден собствен круг кој што понатаму нели предизвика многу големи проблеми. Можеби некои од гледачите кои што во моментов не следат би рекле па што би можело да мачи едно мало дете? Какви проблеми би можело да има тоа во својот микро свет? Но одговорот е многу посложен. Да, видете вака, доколку родителите си ги покрај своите обврски обрнуваат големо внимание на децата, ја пак ќе се навратам на деца, дека се настанува во најмалата возраст. Доколку родителите, оној начин на заедничко живење, начинот на заедничкото контактирање со тие деца, решавање на нивните проблеми е наша, да кажеме, реалност, а не е наша реалност, тогаш неки ги имаме овие проблеми што настанува. Да, тие мечтаат за многу работи кои што можеби нема кој да им ги објасни и да им ги докаже, па тие го наоѓаат или го пребаруваат сето тоа во виртуелниот свет. Несомнено затоа и го напоменав дека екранизацијата кај децата е огромен проблем и буквално ние како стручни лица и ставот на Светската здравствена организација дека до 3-та година воопшто не треба да бидат во екраните и да живеат во тој алфа свет кој што на некој начин будни сонуваат
Значи, присуството на Делта Бранот е веќе дека тој у текот на целиот ден е постојано со него и тој е фиксиран на тоа. Тој живее во свој свет, во таа изолација, а тука настануваат и сите оние работи кои што ги наведов, кои што се наша патологија и предмет на работење. Само ќе кажам фактот дека апелирам и до родителите. Значи, сите ние имаме и обврски, сите ние сме во едно брзо време на живење и така натаму, да им се обрне вниманието на деца. А доколку веќе ги приметат првичните проблеми, тогаш да го побараат стручниот дел на решавање на проблемот во стручен тим. И тука сакам да се задржам. Кои се оние промени во однесувањето на детето кои што укажуваат на одредени психолошки проблеми? Што не смееме ние како родители да пропуштиме во моментов? Така, јас прво ќе кажам дека првично родителите доаѓаат кај нас со еден проблем, зборам зависно од возраста. Так. Од најмалата возраст доаѓаат поради немање говор. Значи, едно отсуство на говор, едно знаково покажување, една фиксација на тоа дете во самиот екран. Другите кои што доаѓаат поради одредени домашни проблематика, што и таму е присутна депресијата. Тие го тоа приметува дека нивното дете престанува да јаде, дека покажува послаби оценки во училиште, дека има дури навечер и будење. Се јавува веќе и да знаете се почесто и ноќното мокрење, каде што и ние како лекари, како стручен тим и се мораме и тоа да го решаваме. Како преку лекарствата, така и преку говорот од страна и работењето со психологот. Значи, самиот факт кој ќе приметат родителите дека тоа дете на некој начин губи од својата личност, тогаш доаѓа да го побараат првата помош. Несомнено затоа и тој тим што е во Заводот за ментално здравје работи безпрекорно и постојано на таа задача. Што велат податоците од работата со нашите дечиња? Расте ли бројот на оние кои имаат потреба од ваша поддршка, доктор? За жал, јас ќе кажам, разработуваме една програма со таква, еве да кажам, тематика која што мора да биде број 1 во државата. Таа тематика е токму менталното здравје. Таа тематика треба да дојде некој кој што ќе би има право на глас и кој што ќе каже за нас. Некој ќе застане за нас, ќе ни ја поддржи сета таа, да кажеме, план и програма која што ќе ја презентирам. За жал, ние веќе сме постојано секој дневно со многу голем број на пациенти кои што доаѓаат од целата држава. И тоа несомнено, не само ние како централна, да кажем, институција во Македонија, јас ќе кажам и дека и другите центри што се наоѓаат во внатрешноста на Македонија се преоптоварени со работата. Но како тим, како сложеност на тим, кај што постои педијатар, психијатар, дефектолог, логопед, психолог и дури социјален работник, тоа го покрај дефектолози и такви работи, постои тако стручен тим кој што се наоѓа токму кај нас. Ние работиме постојано и таа бројка, за жал, направивме и собствено истражување кое што покажа дека ние рапидно не само што сме рамо до рамо со големите држави, туку ние имаме и проградации на некои други проблеми кои што еве сега топало ги опишуваме. Споменав во најавата дека нашите граѓани велат дека потребна е поголема стручна помош, но не секогаш е достапна. Во тој контекст треба ли да се обучува дополнително и наставниот кадар? Треба ли да се обучуваат и психолозите во училиштата? Тие се алките кои што се постојано во контакт со децата, тие се тие кои што можат да забележат промени во однесувањата. Така. Мислам дека обуките постојано, дали се одвиваат постојано, тоа не можам да тврдам, бидејќи се некои проекти има и се некои луѓе работат по одредени проекти, дека тоа не е воведено од страна на државата како нешто задолжително. Тоа е моја лично сметање и гледање на работите. Сметам дека постојано секој кадар што ќе биде обучуван, поготово некои што се во училиштата, дека навистина треба да поминат една таква целосна обука во врска со препознавање на проблемот кај децата од страна на стручни лица кои што долго време го работат сето тоа. Мислам дека тоа треба задолжително да биде ставено без разлика. Ја сега не сакам да кажам, здравствениот систем е подложен на менување, но како нова задача во иднина треба навистина некој да застане и да ја даде таа цела програма и да се посвети веќе огромно внимание на децата кај нас. Како и на обучувањето на кадарот, не само дека не има потреба да бидат обучени кадри за во училиштата, има и потреба за обучување на кадрите во институциите кои што работат со децата. Тука ќе го спомнам и Центарот за слух и говор, односно патологија на слух и говор, и таму има потреба од огромен кадар кој што на некој начин ние како дијагностицирање и како работење не можеме цела Македонија да офатиме, туку мораме и да пуштаме во другите центри и кај другите колеги
кои што мораат сето тоа да го сработат. Така да подчестите, подзаеднички ставови треба да бидат цврсти ставови, треба да бидат донесени во иднина од страна на некој многу влијателен кој што навистина ќе го диктира сето тоа и ќе го даде како план и програма и задача за да можеме да идеме понатаму. Каков е впечатокот? Почнуваме ли психолошкото здравје да го сваќаме исто толку сериозно како и физичкото? Вака, јас ќе кажам дека тука се двојат малку работите. Некој се мисла дека сето тоа може да трпи се уште. Јас ќе кажам, еве како стручно лице, дека тоа не може веќе да трпи, дека некако чашата прелејува постојано. Ние имаме недостаток, еве одма што го кажавме, сето ово од кадар и од луѓе кои што се упатени у целата работа. Ја несомнено ќе кажам дека некој све се разбира, не е така. Седнете секој ден да работите нели со тие деца и ќе се сретнете со прво со една болка голема, бидејќи такви деца постојат и дека се реалност, а втора работа со таков ентузијазам дека сакате на тие деца да им помогнете за да влезат и да се составен дел на системот. Доколку не размислуваме за психолошкото, психичкото здравје, менталното здравје на нашата иднина, тоест на децата, ние понатаму нема да имаме здраво општество, ќе кажам. Дека ќе се изменат многу услови и многу други проблематики кои што ќе се јават кај нас, кои што еве сведоци сме дека постојано се случуваат се некакви еве морбидни работи да ги наречам. Само да кажеме еден факт кој што е непобитно дека тој настанал многу одамна, а се манифестира подоцна. Ги споменавме во неколку наврати социјалните мрежи и телефоните. Можеме ли да ја свртиме обратно приказната, да ги користиме за добро? Можеме да учиме многу од нив, бидејќи неслучајно е настанат, неслучајно вака еволуира технологијата, има се зошто. Меѓутоа може да се користат веројатно и за добро, па да извлечеме нешто добро од целата приказна. Вака, на еден меѓународен конгрес во Охрид во кој што учествував, говорев по темата баш токму екранизација. Другите држави може да се понапред од нас, бидејќи се соочиле веќе со проблематиката од страна на екранизација, како поголеми нации веќе утврдиле фактот дека треба да се борат. Нели ние моравме сами тоа да си го научиме на некој начин, на своја кожи да почнеме да го работиме. Го кажа фактот дека уште 97 далечна година било измислено првото екранизацијско дело, кое што се викало Беби Анштен, за да на децата се стават во екрано во едукативни цели, со цел развиток на говорот. Но знаеш, секој пат постои едно но, да знаете дека тоа но е настана сега да се манифестира, дека преку екранот се добиваат одредени информации, но за тоа треба да покрај детето да постои специјален едукатор. Ако не е родител, да постои едукатор кој што навистина ќе го насочува. Да, придобивка, модерна придобивка, нели на времето кажавме дека екран кон светот е баш екранот, дека е еден екран кон светот и дека може да преку него многу да научиме. Јас ќе кажам да, користа ја има, но само покрај надзор од стручно лице. Кога сме кај надзорот, не знам дали слушнавте минатата недела, ве прочитавме како информација, никое село во Ирска се договараат наставниците да ги одземат мобилните телефони на своите деца во согласност со родителите. Го прават тоа. Изненадувањето е што по 2 недели велат децата почнаа да комуницираат меѓусебно. Така. Значи ние сме сведоци и она што вие сега го напоменавте дека кај ќе погледнеме, ај за нас веќе е уште како еден вид реалност да телефоните се во наши раце, но сега кој ќе излеземе. Но ние имаме проблем, доктора. Ние имаме, но кој ќе излеземе со во град и кој ќе ги погледнеме децата дека секаде се наседнати со телефоните и тие не разговарат, него разговарат дури преку телефоните, со тоа гледаме дека ние имаме проблем со социјализација. И затоа треба да дискутираме гласно. Апсолутно, заради тоа јас кажав дека фактот на колегите кои што треба сето тоа да го сработат, ќе кажам дека тука демократијата ќе ја одигра најголемата улога, да ако застане зад нас и ни пружи на нас момент да нашата програма ја стави во користење. Значи само со преку тој глас на говор, преку нашата силина можеме да го доведеме општеството во најдобар ред. Медиумската поддршка имате од нас. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутре.